Високите трошоци за бесплатен превоз на учениците во кои се заглавени училиштата, а со тоа индиректно и буџетот на општина Кочани, е прашање за кое подолго време надлежните немаат решение. Иако повеќе пати досега на оваа тема се разговараше и на седниците на општинскиот совет, непозната останува точната сума што ја должат образовните институции кон транспортното претпријатие што ја обезбедува услугата. Со намера да се намалат трошоците за бесплатниот превоз, како едно од рационалните решенија што беше понудено како предлог на советникот Љупчо Стоилков, е да се обезбеди финансиска подршка во вид на субвенции за набавка на велосипеди. Според него, за секој заинтересиран ученик од општинскиот буџет би се издвоиле по 2500 денари од учебна година и дополнително еднократно 2000 денари на 4 години за набавка на велосипед. За ваквиот предлог, тој достави и писмен материјал до председателот на Советот, предлагајќи истиот да го стави како точка на дневен ред и за неа да се развие поширока дискусија. Во овој осумаголник разговараме токму на оваа тема, во обид да го добиеме одговорот дали предлогот на Стоилков е реално прифатлив и како би се спровел во практика. Стоилков, каде идејата да предложите едно решение кое што, на почетокот изгледаше помалку чудно во јавноста, да се субвенционира набавка на велосипед за учениците? Па идејата пред се ја добив како можно решение на дел од проблемите со кои се соочуваме како образовни институции, како општина. Значи, знаете ви самите дека во Советот долго време бараме да се изнесат бројки колку се долговите на општината по разни основи. Знаеме само дека се многу големи. А и едноставно неможно е да се покријат овие трошоци, така да како решение на најголемиот проблем што го имаме, а тоа е со превозот, може да се побара да се субвенционираат велосипедите. Тоа ми дојде како идеја поради тоа што летото како училиште од локалното беше побарано да правиме стативи за паркирање на велосипеди за јавните институции. Се актуализира истата работа во државата, значи возењето на велосипед од Здрава околина во Скопје. Реков веќе дека имаше субвенционирање на вработени од јавни институции кои на работа одат со велосипед по 3000 денари месечно од градоначалникот таму. Освен тоа, значи, гледаме по филмовите дека и во светот голем број од учениците одат со велосипед на настава, така да како решение или како предлог вреди да се размисли на таа тема. Вашиот предлог беше да се дава одредена сума на месечно ниво и една сума еднократно за да се набави велосипед. На годишно. Така, на годишно ниво. Да, значи тоа е предлог кој што го изесов, со кој што некои нејасноти или проблеми би ги евентуално разрешил. Значи предлогот беше по 2500 денари годишно да се дава на учениците кои што ќе сакаат да доваѓаат со велосипед на училиште, а влегуваат во онаа квота на ученици кои се над 2,5 километри од училиштето. И еднаш во 4 години, значи дополнително за набавка на нов велосипед да се субвенционира со уште 2000 денари. Овие бројки не се закон, значи не се нешто што е направено врз база на строга математичка пресметка, туку може, доколку општината најде дека е постимулативно, да даде и поголеми суми. Тоа е доволно да се набави еден просечен велосипед. Значи за 4 години тоа е околу 200 евра, што е за еден сосема солиден велосипед, значи како што ги имам приметено цените за велосипедите, тие се од 5-6 хиляди денари па најгоре. Значи имаме и до 2000 евра велосипед, меѓутоа сосема солиден велосипед за тие пари може да се набави. Вие со ваквиот предлог излеговте во Советот, односно на седница на Советот, рековте дека поднесовте писмено мислење, односно барање до председателот да таквиот предлог се стави како точка на разгледување. Очекувате ли да реагираат од општинската администрација? Така, јас во оваа ситуација сакам да го искористам моето право како советник да ставам точка на дневен ред. Дали истата ќе биде ставена или нема да биде ставена, останува на председателот како го толкува членувањето на членовите во Советот и нивните права за овие работи.
Институционално е доставена, значи архивирана е предлогот. Пак ќе кажам, отворен е за дискусија, за дополненија, за корекции. Меѓутоа, сето тоа треба да биде предмет на дискусија на советниците. Може би и нема да биде усвоен, може би ќе најдат некои правни закачки или проблеми за да не се спроведува сето тоа. Меѓутоа, од искуство знам дека кога сакат нешто да се направи, значи се прави. Ако не се сака, тогаш се кажува дека правно не држи работата, законски не држи, за да после година пак држи законски истата работа, тоа е релативна работа. Значи, како идеја, вредна за дискусија, ја насочих токму на местото каде што треба да е во советот на општината, затоа што советниците, ако не знаат другите, таму се дискутираат, даваат предлози и да укажуваат своето мислење, не само да креваат раци. И сега, дали она кое што како предлог идеја го дадовте, претходно го имавте анализирано со работници или е ваше лично размислување, за да се направи една анализа дека ваквиот предлог може да помине? Да, па има интерес, значи има расположение за идејата, некако предпазливо од страна на локалната самоуправа, дали да се прифати, дали да не се прифати, с некако со резерва, едноставно не смеат да се изискат без дозвола, да не направат некои поголеми збрки партиски. Ќе видиме како ќе се произведе. Меѓутоа, бројките и анализата се врз основа на оние податоци што јас ги имам за тоа колку чини превозот, колку го чини училиштето отприлика по еден ученик, месечно, годишно, кои се реперкусиите од целата оваа работа, која е економската и финансиската состојба на институциите образовни, откако се спроведува овој задолжителен превоз. Не се мали обврските, морам да кажам, за училиштата, односно за буџетот на општината, која што помага образованието во овој дел. Да. Годишно се издвојуваат повеќе милиони денари, кои што се навистина сериозна бројка, нели? Со последниот ребаланс за 2015 година по оваа точка се издвоени за средното образование околу 9 милиони и 100 илјади денари, значи беа 8 милиони и 200, сега се со ребаланс од 9 милиони и 125, така има се 800 илјади денари за ставка превоз за основното образование. Сега не знам дали во организиран превоз на ученици спаѓаат и екскурзиите кои се изведуваат од страна на институција. Меѓутоа да ставиме дека овие 10 милиона денари се наменети за превоз на учениците до училиште и назад. 10 милиона денари, како што е во буџетот, представуваат повеќе од 13% од севкупниот буџет што го има средното образование, значи некаде околу 97-8 милиони е купниот буџет за образование, каде што влегуваат и платите за наставниот кадар и помошниот персонал, трошоците, комунални трошоци, грејење, парно, нафта, значи сите тие работи, значи некаде овој трошок на хартија влегува со 12 до 13% од вкупната маса, а во реалноста, ако сакате да дознаете колкав е, значи можете да ги прашате изведувачите на тендерот, тоа се двете средни училишта, на колкави средства е заокружен тендерот за средното општинско училиште Гошо Викентиев за оваа година и на Лупчо Сантов оваа година е задолжен и за основките. Значи, прашајте ги поединечно на колку се заокружени или прифатени тендерите, ќе видите дека бројката што е одобрена од Советот и она што е реална е многу различна. Беше спомнато на една од последните седмици дека има долгови кон предпријатието кое што ја извршува услугата. Се споменува десетина милиони денари, веројатно во тој долг се вклучени и другите трошоци, не е само превозот. Меѓутоа, сепак е тоа сериозна сума, не? Ако се десетина милиони денари, јас ќе час на ден. Значи, по моје видување,
Многу е поголем долгот, ние како советници се обидуваме да ни се даде информација за тоа колкав е долгот на образовните институции и на јавните установи што ги имаме по овие прашања. Не го добиваме тој одговор. А наистина, ако е 10 милиони ќе веќе стам, значи долгот кој што за превозот за една година ќе се направи, можете сами да го прерачунате доколку средствата одобрени од буџетот за оваа ставка, само превоз, ги споредите со крупната сума од тендерите кои што ги имат подпишани. Сето она што ќе се јави како разлика би долг за тековната година, за една година. Ако е таква состојбата и претходните години, ако се сето тоа акумулира како и што се прави, ќе израчунате. Значи, додека постои опасност да се доведе во, ајде да речем, банкрот, меѓутоа, вистина, оттежното работење финансиско на училиштето. Посебно на двете среди. Работиме врз основа на добрата волја, затоа што некои не ги барат и средства што се не работи. С оглед што темата на разговоров беше набавката на велосипеди, некако неминуумно се наметна и загубата на училиштето за превоз, меѓутоа би сакал повторно да се вратам на она за кое што го иницииравме на почетокот, набавка на велосипеди. Дали сте размислувале за некаква дотација, помош да учествува и државата, условно ако се направи некаков обид да помине овој предлог? Па тоа би било добро, значи предлогот ако се увиде како добар може да се слободно да се применува и на територијата на целата држава. Мене би било задоволство ако на некој начин придонесам за таа работа. Дали државата ќе се одлучи или не за таков чекор, тоа останува на компетентните по тоа прашање да го решаваат. Тоа се пратениците и владата. Не би доаѓало зимно време, затоа што е ладно. Да, бидува јасо велосипед. Подобро би ќе спортуваме. Зимно време со автобус. Меѓутоа летото може со велосипед. Од Бладец сам. Не можам да дадем тргна школа со велосипед, далеко ќе ми биде. Меѓу учениците направивме една мини анкета, би рекол, да го слушнеме нивното размислување. Половина беа одговорите, значи имаше и такви кои што го прифаќаат како предлог, други пак кои што одбиваат со изговор дека живеат предалеку за да може да доаѓаат навреме на училиште. Овде влијаат веројатно и временските услови, преку текот на зимата ќе имаат проблеми. Тоа е едно сериозно прашање на кое што сакам да дадам подетелен одговор. Значи, предлогот како предлог не е донесен за да се применува за сите ученици. Значи, кога го давав предлогот, размислував на целни групи кои што би биле обфанати со овој предлог. Значи, тоа би биле ученици кои што не живеат, да речеме, подалеку од 3-3,5 километри од училиштето и кои самите би сакале да користат велосипед. Знаете, ние имаме граница дека учениците кои што се до 2,5 километри не ги следува превоз, оние над 2,5 километри ги следува. Доваѓаме до ситуација да двајца другари соседи, едниот го следува, другиот не го следува. Значи многу лесно може оно што е на 2 км и 700 да се реши. Ќе одам со другарчето и ќе добивам субвенции за велосипед. Од друга страна, как одат овие до 2,5 км кога е лошо времето, би прифатиле и овие тие неколку денови. Значи, ако самите сакаат да одат на тој начин. Од друга страна имаме ситуација, како целна група ми се посочуваат ученици кои што живеат навистина далеку од постројките каде што треба да се качат. Значи, видете сега ситуација, кај Асно одгоре треба да спадне или до площадот или кај автобуска станица за да се качи на автобус. Значи, он веќе треба да помине километар и пол пешки. Ако врне доши за овие 2,5 км, ќе врне доши за 100 км, ќе биде ладно за 100 км и пол, така? Така. Од друга страна, додека би слегол километар и пол пешки до постројката,
за много по-кратко време би можел с велосипед да пристигне в училище. Имаме ситуации, кога учениците имат потреба да си одат, кога не могат да организира превоз имаме за 6 и 7 час. Так. Ако останат по-дълго? Ако остана по-дълго, няма. Мгм. Значи има такви ситуации, които все пак оставам на родителите да си ги разгледат и на учениците, дали би им отговаряло или не би отговаряло. Предлагат, доколко помине на словето, би išao до родителите, значи би се доставил до родителите за они, които прифакят, со нив да може да... Они, които сакат ученикот повторно да оди се организиран превоз, значи да се оди со тој организира превоз. Со тоа што бројот на ученици кои што ќе прифатат да дојдат со велосипед, нормално не би влегало во тендерот за организиран превоз и со самото тоа би требало и цената на организираниот превоз да се намали. Или да во друга ситуација да доведе за помал број ученици, поголем број фирми да имаат можност да конкурираат, па со самото тоа конкуренцијата да ја намали цената на единичната карта. Правите ли пресметка колка сума би се заштедило доколку помине овој предлог и учениците прифатат во поголем број? Да. Значи, она друга пресметка имам направено повторно врз база на неофицијални податоци, кои што ги имам. Именно получени од општина Кочани, имаме некаде по моје ведување околу 50 денари повратна карта. Или месечно тоа би било 22 работни дена, околу 1000 денари. Так. Значи на ниво 10 месеци годината тоа би биле 10.000 денари кои што се плаќаат по ученик. 10.000 денари према она што оди како субвенција што ве предлагам и за набавка на точно на велосипед и за субвенционирање за доаѓањето се многу поголема број. Значи заштедата би била барем за 50% од она што го плаќам и тоа, пак ти кажам, во онаа година кога ученикот ќе го набавува велосипед. Наредната година заштедата би била уште поголема. Излегува дека 3 години нема да се плаќа, ако условно земеме дека целата сума би се издвоила за една година. Нека се 2,5 години. Значи сепак тоа ќе бидат средства кои што училиштето би требало да ги заштедат и со таа намена да останат повеќе средства за набавка на наставни материјали, за подобрување на хигиената во училиштето, за некои други слободни проекти, онака како што ќе реши училишниот одбор или директорот да бидат тие средства распределени доколку му дозволат да општина. Тоа значи дека секоја година со секоја нова генерација учениците кои што се запишуваат во средното образование, па и оние во основното можеби, би им било предлагано да добиваат субвенции. Па предлогот е во таа насока. Предлогот е во таа насока, ако се покаже како добар, би требало и да заживее и да постои и понатаму. Така да, ако има интерес, ако помине на своето, да се добие зелено светло, не гледам причина зашто не би помине, така. Треба повеќе години. И сега, освен финансискиот ефект за штедата што ја дискутираме во текот на разговорот, ќе се добие и друг ефект во делот на здравственото унапредување на состојбата на учениците, би рекол условно, дополнителна физичка активност. Таа дополнителна физичка активност ќе влијае позитивно на повеќе начини. Значи да не го ставаме од аспект загадувањето на околината. Од друга страна, значи учениците наутро или кои ќе доаѓаат на училиште ќе имаат физичка активност. Многу држави некое друго време, значи секогаш наставата порано започнувала со физичка активност. Во војската исто така беше, значи наутро физичка активност за да организмот биде свеж, расположението подобро во текот на денот и самата физичка и психичка активност да биде на повисоко ниво. Значи само тоа што ги доаѓале со велосипед, учениците би биле раздвижени, веќе витални и со многу подобра концентрација би требало да ја пратат и настават. Така. И при крајот на овој разговор ме интересира што со учениците кои што нема да прифатат. За нив ќе продолжи да се плаќа за бесплатен превоз. За оние кои што нема да сакат криминалација, би требало да се остане онај
превоз организиран со превозна компанија. Значи, јас најмалку очекувам во овој случај, например, да многу повеќе очекувам дека ќе има интерес кај момчињата, отколку кај девојчињата за оваа работа. Сега не би сакал да звучи дискриминаторски, меѓутоа реално така очекувам дека ќе биде состојба. Оние што нема да прифатат начин, нормално останува како опција организираниот превоз. Меѓутоа сите оние кои што ќе прифатат, значи доколку заживе оваа работа, би можело да поводи интерес за да се омасови понатаму целата поставка, целата работа. Како ќе излезе, ќе видиме. Не велам дека предлогот е најдобар, најпаметен. Меѓутоа, како идеја вреди да се размислува. Ако помогне, би било задоволство дека на некој начин сум успел да придонесам и во општината, и во образовните институции, да ги намалат трошоците и да функционираат подобро. Процедурата е започната, рековме, предлогот е даден во Советот, се очекува нели реакција од надлежните. Предлогот е доставен, се очекува да се стави на дискусија на седница на Советот, која ќе реши за таа работа, па натаму дали ќе помине, дали нема дали ќе помине во изворната верзија која имам дадена или ќе добие некоја модификација, затоа што и велам, овие бројки што ги имам дадено, не мора да се те, може да ќе реши да биде 3.500 денари годишно, со 3.000 денари за набавка, како би се стимулирал поголем број на ученици, со тоа нели нормално заштата би била помала од аспект на еден ученик, меѓутоа масивноста би била поголема и ќе се добие повторно поголема заштита. Тоа за бројките, начинот на изведување сепак останува малку потреба да се види јавното мислење, да се разгледа идејата, позитивните, негативните страни, да се земат, да се разгледат од сите страни и да се најде едно решение кое што би дало резултат. Се надеваме дека Кочани барем во нешто ќе биде пионер во поглед на зачувувањето на животната средина, намалувањето на трошоците за превоз и секако развој на здравиот дух и тело на учениците. Благодарам, значи во интереси на мене тоа, бидејќи работам со ученици, со деца, значи јас сакам да постигнеме нешто наистина добро. Благодарам за разговорот.